Нашата земја одржува пријателски односи со Република Турција. Знак на тоа пријателство и добри меѓудржавни односи беше и посетата на председателот на председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, другарот Весрин Ѓурановиќ на Турција. Денеска во Турција има 800.000 иселеници од Југославија. Тоа се претежно муслимани од Босна и Херцеговина, од Санџак, Србија и Македонија, преселувани во времето од 1952 до 1960 година. Сега се турски државјани. Најголем број се населени во градовите Истанбул, Измир, Бурса, Маница, Измит и Адапазар. Како живеат таму и како се прифатени имавме можност да се информираме од председателите на градовите Измир и Маница, како и од самите иселеници. Господине Бурхан Осватура, вие сте председател на Собранието на Егејскиот регион во Република Турција. За гледачите во Социјалистичка Република Македонија, односно во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ве молиме да ни кажете нешто за овој убав и богат град Измир, за неговата економска моќ. Исто така би ве замолиле да ни кажете нешто како се прифатени иселениците од Југославија во градот Измир. Измир е трет град по големина во Турција. По Истанбул и Анкара тој е трет град во кој живеат близу 2 милиони жители. Во секој случај може да се рече дека Измир е еден од најзначајните индустријски земјоделски центри во земјата. Посебно тој е најголема извозна врата на Турција. Во овој град се наоѓаат најголемите преработувачки центри на грозје, смокви и тутун, производи со кои Турција во големи количини настапува на странскиот пазар. Од друга страна, Измир е центар на земјоделско-преработувачката, текстилната и тешката индустрија, како и значаен бродоградилишен центар во земјата. Како што е познато, единствениот меѓународен саем на Турција се наоѓа во Измир. Нашата пријателска земја, Југославија, секоја година редовно учествува на овој меѓународен саем и нејзините изложбени павилјони секогаш привлекуваат големо внимание. Измир и во идните развојни планови на Турција ќе одигра значајна улога. Како што истакна почитуваниот председател на владата, Немрудскиот залив и областа Алијага, што се наоѓаат во непосредна близина на овој град, ќе бидат слободни зони. Освен како трговски индустријски центар, Измир е еден од најпривлечните туристички центри во Турција. Странските туристи кои доаѓаат да ги посетат културно-историските знаменитости на нашата земја, по Истанбул го посетуваат и убавиот град Измир, кој што е надалеко прочуен со своите лековити бањи. 70% жителите на Измир се дојдени од другите краишта на Турција и од другите земји. Бројот на иселениците од Југославија е доста голем. Во Турција постои голема симпатија кон Југославија. Посебно е познат и ценет вашиот голем водач и државник другарот Тито, така што може да се рече дека не постои човек кој што не го познава. Дури и децата со почит и со голема љубов го спомнуваат името на големиот лидер. Ние многу ја цениме и ја сакаме Југославија. Таа е најценета земја на Балканскиот полуостров и ние никогаш не сме имале меѓусебни проблеми. Затоа, нашите пријатели од Југославија кои доаѓаат на меѓународниот саем или ја посетуваат нашата земја, секогаш најдуваат на топол прием. Треба да го кажам и тоа дека ние сме многу задоволни од иселениците дојдени од Југославија. Верувам дека и тие се задоволни. Тие денес се собственици на куќи, дуќани и работилници. Со еден збор убаво се адаптираа на нашата средина. Многумина се собственици на големи работилници каде што работат повеќе работници. Иселениците од вашата земја на економски и културен план постигнаа забележителни резултати и може да се рече дека немаат никакви проблеми. Тие добро се снајдоа и се адаптираа на овдешниот живот. До сега немало никакви недоразбирања. Пред 4-5 месеци од Југославија дојде една културна делегација која вршеше истражувања за животот на иселениците.
На крај истакнаа дека се многу задоволни од резултатите на истражувањето. Бидејќи со векови сме живееле заедно, нашите културни верувањата и обичаите ни се слични. Например, не постои голема разлика меѓу една турска и југословенска свадба. Затоа не постои никаква пречка пријателските врски меѓу двете земји да зајакнат. Посетата на председателот на председателството на Југославија на Турција и на Измир представува голема чест за нас. На крај, дозволете ми од името на моите сограѓани да им се заблагодарам и да ги поздравам нашите браќа и пријатели од Југославија. Ja sam rodom iz Bijelog polja, Količakija, a porastao sam u Rogatici kod Sarajeva. I tu sam živio do 56. godine. 56. godine sam doselio u Tetovo, u Makedoniju. Odatle sam preselio ovde u Izmir, u Turskoj. Ovde većinom ima nas puno. Ima nas iz Makedonije, ima iz Sandžaka, većinom Bosanaca ima isto tako. Fino se ovde, fino smo se snašli. Ne samo ja kao za sebe da sam se lijepo snašao, nego uopšte mogu da reknem za nas da su se svi snašli, da uopšte nema koji smo zadnji došli, nijedan nije bez svoje kuće, nijedan nije bez svojega posla, svaki ima makar kakav posao, jeli, inače nisu u nekoj oskudaciji, koliko vidimo ovde uopšte oko nas. Ja, što se tiče mene, imam ženu, 2 dece, napravio sam 2 kuće, imam po 2 kata, imam kola koji taksiraju, razumiješ, što radim sa njima, radi mi sin i šofer mi sad radi, više ja toliko i ne radim jer sam već u godinama. Išao sam opet na viđenje u Jugoslaviji, bio sam 3 mjeseca, posjetio sam Sarajevo, Sandžak, Crnu Goru, Makedoniju, Kosmet. Господине Дајоглу, вие сте преседател на Општинското собрание на градот Маница во Република Турција. Би ве молиле за нашите гледачи да ни кажете, овде во вашиот град има голем број на иселеници од Југославија, односно од Македонија. Ви сакале да чуеме како беа тие прифатени овде и како живеат сега. Zdravo prijatelji Makedonyalı ve Yugoslavyalı kardeşlerimiz. Bu televizyon Здраво, пријатели и браќи од Македонија и Југославија. Посетата на телевизиската екипа од вашата земја во нашиот град за нас представува голема чест. Мило ми е што на нашите вредни браќа, доселеници од вашата земја, им се укаже можност да се сретнат со вас, да ја почувствуваат блискоста на својот роден крај и да ги збогатат своите спомени. Во градот Маниса живеат доселеници кои се дојдени од Југославија, посебно од Македонија. Најповеќе ги има од Скопје, од Призрен, од Куманово и другите градови. Тие се дојдени во Маниса пред многу години. Има и новодојдени доселеници кои се дојдени пред известно време. За доселениците, посебно за оние што се дојдени последни, државата не им обезбедуваше никакви привилегии. Тие на почетокот се сретнуваа со секакви тешкотии. Тие беа принудени да ги работат најтешките работи. Сепак за кратко време во Турција, посебно во градот Маниса, тие од економски аспект зајакнаа и станаа почитувани граѓани на нашиот град. Заедно со економската сигурност, тие развија својата култура, своето образование, така што многумина денес
завзема значајни места во нашата средина. Социјалната моќ, значајните места што ги завземаат, нивната култура, довербата што ја стекнаа, им овозможи да предначат во многу нешта, така што може да се рече дека секторот за изградба во нашиот град потполно се наоѓа во рацете на нашите браќа доселеници од Југославија. Меѓу нив има и многу добри уметници и градители. Меѓу турските работници, привремено вработени во Западна Германија и во другите европски земји, има и такви кои потекнуваат од вашата земја. И во западните земји некогашните доселеници во однос на турските работници наоѓаат подобра работа, подобро се платени и повеќе ценети. Овој феномен во нашиот град Маниса го објаснуваат со тоа дека европеецот и европеец, дека тие се повредни работници. Навистина, доселениците од вашата земја во однос на доселениците дојдени од источна и централна Турција во секој поглед постигнуваат позабележителни резултати. Што се однесува до другиот дел од вашето прашање, треба да кажам дека и на тој план сме создале цврсто пријателство. Честопати југословенските амбасадори акредитирани во нашата земја го посетуваа нашиот град. Меѓусебните контакти беа плодни и корисни. За време на мојот поранешен мандат, поточно во периодот 1972-77 година, во нашиот град се отвори генерален конзулат на Југославија. Нашиот мил другар, генералниот конзул Вели Враничи, беше многу активен, така што можам да кажам дека остави длабока трага за развитокот на меѓусебната соработка. Иако беше генерален конзул, тој беше многу скромен, брго се спријатели со нас, честопати заедно вечеравме, одевме на излет, избарувавме за нашата убава земја, за спомените. Во нашиот град го најдовме неговиот некогашен училишен другар Исмаил Бурек. Најде и други пријатели, така што Рамадан Враничи беше омилен гостин и голем другар на нашиот град. Не покануваше на коктелите што се приредуваа во југословенскиот павилјон на меѓународниот саем во Измир. Кога одевме во Анкара, не покануваше да ја посетиме југословенската амбасада, каде што секогаш бевме љубезно пречекани. Во тој период се покрена идејата за збратимување на Маниса со еден град од Југославија. Беше предложено да биде со Титоград, бидејќи личи на нашиот град, но не дојде до тоа, а и мојот мандат помина. Нашите врски со Рамадан Враничи потраја се до 82-та година, а со тоа и нашите контакти со Југославија. Подобро ситуираните доселеници ги посетија своите родни краишта. Многумина го посетија Скопје, Куманово, Призрен. Овие посети уште повеќе ги зацврстија нашите односи. Kumanova'ya gidenler, Üsküp'e gidenler oldu, Prizren'e gidenler oldu. Bu gidip gelme de daha çok bu şeyleri devam ettirdi, ilişkileri. Знаеме дека е покрената иницијатива за збратимување меѓу градот Маница во Република Турција и градот Скопје во Социјалистичка Република Македонија. Таа иницијатива е секако за поздравување. Би сакале да ни кажете докаде е стасана таа преписка меѓу градовите за конечно да се реализира, да се оствари ова збратимување. Derken İçişleri Bakanlığı'nın hatırlatmasıyla На воредната седница на Градското собрание, одржано на 3 мај 1982 година, се донесе решение градот Маниса да се збратими со еден град од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, поточно со главниот град на Социјалистичка Република Македонија, Скопје. Освен тоа што во градот Маниса живеат голем број доселеници од Скопје, меѓу двата града постојат уште многу сличности. Скопје и Маниса се наоѓаат покрај две реки. Двата града се богати со културно-историски споменици. Граѓаните на Скопје и Маниса имаат многу сличности. Меѓусебните пријателски врски од ден на ден се зајакнуваат. Јас нешто имам со овој град. Втората жена на дедо ми била од Скопје. Кога јас сум имал 1 година, таа се омажила за него. 22 години, колку таа живееше по тоа, ние пораснавме со незините убави специјалитети што ги правеше од тесто. Правеше убави мекици, мантии, качамак. Пораснавме слушајќи ги убавите румелиски скопски песни. Скопје и Маниса како да се вмешани меѓу себе. Затоа збратимувањето на двата града е многу убаво.
Решението за збратимувањето на Маниса и Скопје е испратено до Министерството за надворешни и внатрешни работи на Турција. Збратимувањето е потврдено и прифатено од двете министерства. Останува да се чека одговорот на нашиот збратимен град, на почитуваниот председател на градското собрание на Скопје. Неодамна во нашиот град престојуваат двајца професори од Југославија. Тие вршеа опити за развивање на лозарството и соработката меѓу Сдруженијето на лозарите на Маниса и кооперацијата на винари од Скопје, беа кајмени. Откако ќе добиеме одговор од Скопје покрај културната соработка што веќе е воспоставена, ќе развиваме и економската соработка меѓу двата града. Верувам дека братската соработка меѓу двата града ќе биде корисна и таа ќе биде пријателска тврдина на Балканскиот полуостров. Да го спомнам и тоа дека оваа идеја беше и идеја на двајца големи водачи на Турција и Југославија, Ататурк и Јосип Броз Тито. Со воспоставување на пријателските врски, збратимувањето на двата града, всушност ќе се оствари желбата на нашите големи водачи, на Ататурк и на Јосип Броз Тито. Bunun onların istekleri doğrultusunda iyi bir hareket olduğunu, dobra bir hareket olduğunu, doğru bir hareket olduğunu kabul ediyoruz. Saygılar sunarım. Јас сум Атип, роден во село Жеровница, иселен сам 1956 година, од тамо дојдем право во Република Турција и во градот Маница. Од тој ден до денеска живувам во Маница. Со свите наши, имаат Жеровничани овде многу, имаат од Болетен, Видуше, Требишче, Ростушани, некои живеат и во другите градови на Турција. Тамо работав како прав мајстор во Маврово, последно во Власина, во Ворбен, со другари имав што работаме заедно. Сега работам као предузимач. Правиме некои државни работи, некогаш приватни. Со теа направиме овде куќе, фала на работната снага, двајца беме со татко ми, овата работаме, децата бе ситни. Сега јас сам работам, само доволно е. И теа што го работаме, спечалеме, се поминуваме. Жеден за крајот сам сакав, дојде 70-та година и посетив сите другари, селото, слегов до Скопје тамо и видов и нашите, со свите се видовме, па сака, настојава. Емисијава ваша, глас од татковината, не ви остава никогаш. Секога ја праќа. Се интересира за Вардар, само го видам слаб. А на свите тамо, југословени, македонци и селани, и од другите села, ги поздравувам со топли поздрави. Овој голем број иселеници во Турција е една од алките во добрите билатерални односи помеѓу Турција и Југославија, затоа и го замоливме подпредседател на турската влада, Месут Илмас, да ни даде изјава за можностите за соработка меѓу двете земји. Господине подпредседателе Месут Илмас, Социјалистичка федеративна република Југославија има меѓудржавни пријателски односи со Република Турција. Знак на тоа пријателство е посетата на председателот на председателството на Социјалистичка федеративна република Југославија Веселин Ѓурановиќ на Република Турција. Ве молиме за гледачите во Југославија да ни дадете изјава какви се можностите за соработка меѓу двете држави на економско и културно поле. Türkiye ile Yugoslavya çeşitli açılardan Турција и benzerlikler, Југославија се земји кои од разни аспекти се доста слични. ülkelerimiz arasındaki ilişkiler de Билатералните односи на двете земји секогаш ги красело големо пријателство. Türkiye'de bugün Денес во Турција живеат околу 800.000 сограѓани кои се доселени од Југославија. civarında vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Buna karşılık Освен тоа, во Југославија hala се önemli уште во sayıda значаен број живеат azınlık
представници на турската народност. Bu durum kuşkusuz ki iki ülke arasındaki Секако дека ilişkileri оваа ситуација olumlu позитивно влијае врз etkileyen bir билатералните односи на двете земји. Biz Türkiye olarak Yugoslav Турската влада особено ги цени напорите на југословенската влада, Yugoslavya'da yaşayan што ги вложува за сестран развој на турската народност serbestlik и за konusunda зачувувањето на културно-историското благо на Yugoslavya'daki турско-исламската Türk култура. eserlerinin korunması konusunda gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin Веруваме дека културната соработка со текот на времето ќе се прошири и дека ve bunun оваа her соработка iki ќе биде од ülke интерес на halkının da двете yararına земји. olduğuna inanıyoruz. Gerek kültürel gerek siyasi Иако ilişkilerin политичката и културната соработка е на општо задоволство на двете земји, olumlu görünümlere секој ден rağmen се повеќе и повеќе maalesef iki зајакнува. ülke arasındaki ekonomik Со ilişkiler жалење треба да се констатира дека економската соработка се уште не е на ниво на која треба и би можело ülkenin да sahip биде. olduğu büyük ekonomik Имајќи ги во potansiyeller предвид големите економски потенцијали на двете земји, може да се рече дека сегашната економска соработка не задоволува. Bugüne kadar yapılan Иако досега мешовитите комисии на двете земји се сретнале 4 пати на економски и трговски план, büyük bir gelişme не е kaydedememiş постигнат голем напредок. ve daima 50 milyon doların altında bir dış ticaret Сегашната hacmi економска и трговска размена се уште се реализира под 50 милиони долари. Yugoslavya Federal На Yürütme петтата рунда Konseyi состаноци на üyesi мешовитите комисии на двете земји, што се одржани во Анкара и разговорите што ги водевме со членот на Сојузниот извршен совет на Југославија, другарот Боро Денков, Ekonomik işbirliği стана збори за проширување на 5. економската dönem Karma соработка. Komisyon toplantılarında Се надеваме дека на овој план ќе се постигнат позаблежителни резултати. Ние сме götürülebileceği задоволни од констатацијата umudunu taşıyoruz. дека југословенската Yugoslav tarafının и ve турската gerekse влада Türk tarafının имаат заедничко гледиште за унапредувањето на економската соработка, olmalarından дека меѓу двете земји не постојат никакви проблеми и пречки и дека интересите на двете земји hiçbir önemli не се судираат. sorun, anlaşmazlık Naprotiv, söz konusu değildir. Тие меѓу себе се надополнуваат. Çıkarları birbirleriyle çelişen değil, aslında birbirlerini tamamlayıcı mahiyette bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Посебно Yugoslavya'nın веруваме дека Турција и Југославија üçüncü со земјите ülkelerde од третиот свет bazı ќе воспостават потесна соработка и на економски план ќе реализираат некои заеднички проекти. hareketlerde bulunabilecekleri, ekonomik işbirliği alanında bazı ortak projeler geliştirebileceklerine inanıyoruz. Еден мал број од иселениците успел да се вклучи и во општествено-политичкиот живот на Турција. Таков е случајот со Дженгиз Булут, председател на Борнова, една од општините на Измир. Мајка ми и татка ми од Југославија се дојдени. Мајка ми од Варановка, татка ми од Сирково е дојден. Они мали дојделе вамо. Ја су евдеја роден, од Туркија су роден. Анџак Македонџеде евдеја од мајка ми и од татка ми го научи. Ја евдеја су учел Machine Engineering факултеси. Ја председател општина на Борнава. Евде у Борнава понаше што кажуваат, што лафат многу од Југославија, многу мажири има, У Bornova, Çamdibi, Pınarbaşı altında Işıkkent ve Pınarbaşı'nda ve naše mestosi, evde o diğerliği daha fazla
Mađir ima. Site se od Jugoslavija dojdeni. Ние евдея ем Türkçe lafime hem de Yugoslavca veya Makedonca veya Sırpça si lafime. Od Yugoslavia što ima su dojdeni evdея ima engineering, ima doktor, ima ekonomist. Евдея от Югославия što има dojdeni Mađirите сите куки имаат. Без куки евдея Mađir hemen hiç nema da reče ne laga. Od Türkiye od Jugoslavije što ima dojdeni Mađirите, много и сакаат. У нас Маđirите евдея много право работат, много право ка живот. Ве от Türkiye у İzmir за работа га зимаат. Таквото, yani работен га зимаат, mutlaka таквои сакаат. Mađar ako биде, може работа да најде. Mađar ако не, работа зор најдуе. Çünkü Mađirите много убаво работат. Ве они, како викаат тоа, кажете ми, лоша работа нема од ние, јане. Поштени. Од Југославија кој кад дојде вамо, терџуман нема треба. Çünkü евдея od 10 души, hemen 7 души Югославче знаат yani. Кој сака, ата гледате, ја биле, ама троа, ама ајле, Югославчето го лафам, ама Македонче викате. Затоа, yani, шоле, вака да кажам, од Југославија, од Македонија, Српче, yani сето Југославија, на Туркија кој ще дојде, од оваа работа ич сакантија. Како се вика? Мака нема, çünkü сите Југославче знаат. И јерлите били Југославче научија. И они били со научија, јане.